проблемата тука е честопати прашањето на тој страф од добиваме некој таков сигнал, некој умор, некој било што, и сега наместо ќе ни текне дека треба да направиме некоја проверка и наместо да ја направиме се јавува стравот. Страф од анализи. Не е тоа страф од лекар, тоа е страф од непознатото. Тоа е страф да не ми најдат нешто, да не се открие нешто, па што ќе следува после тоа, кои се компликациите. Сето ова е природно, сето ова е човечки, нормално е да се чувствува. Меѓутоа, ништо од ова не треба да е доволно силно за да го блокира човек да не ги направи редовните годишни анализи. Значи, зошто? Заради тоа што и да е, со игнорирање нема да го елиминираме, ако е нешто, не дај Боже, присутно, за жал, можно е да биде, но ако е присутно било што, било каква состојба, болест, нели, се е тоа можно, игнорирањето и неодењето на лекари, недиагностицирањето рано, може само да ни направи полошо, отколку ще да ни помогне. И затоа морам, нели, секоја прилика ја користам за оваа порака. Не е пријатно одење на лекар, не се пријатни правење овие анализи, па и едно земање крв за човек знае да биде, нели, мала траума. Так, непријатно. Непријатно, па после таа неизвестност, што ќе биде, како ќе биде. Но, овој дел треба да го преминеме мислејќи дека подобро сега да пројдеме низ некоја мала непријатност, па да се осигураме дека е во ред, дека е добра состојбата, дека сме здрави, или ако не дај Боже нешто е присутно, да се диагностицира порано, отколку да ги туркаме тие работи, да ги оставаме и на крајта, ако се соочиме со нив, да бидат многу покомплицирани. Нема, нели, гаранции во животот, не го збориме ние тоа, зборуваме, затоа медицината, овој дел на медицината е тешок да се разбере, бидејќи зборуваме со веројатности. А зборувањето во веројатности само по себе е магливо и нејасно баш за сваќање, и ако сака човек да го одбегне, лесно може да го одбегне. Оти зборуваме во веројатности. Но сепак, како и да е, редовните прегледи, ако се појави некој чувство на умор, необјасниво. Нели, нека не ни биде доволна емисијата сега само за да кажеме мене тоа ми е мене, нели? Да не се само диагностицираме, туку нека биде и еден поттик да не крие тој умор нешто, па да отидеме да направиме анализи чисто да се смириме. Најдобро е да не ги игнорираме.